На денешен ден, 7 април, во 1944 година, пред 78 години, на ова место, во нерамна борба, на начин како што се му доликува на вистинските борци, загинале народните херои Чиро Крстев Атанасов Страша од Кавадарци и Димче Мирчев од Велес. Денес се собравме пред споменикот на двајцата борци, за да го одбележиме овој ден со достојна почит. Да се потсетиме на славното минато од нашата поблиска историја, испишана од нашите најдобри синови, кои ги положиле своите животи за татковината. Чиро Крстев е роден во Кавадарци 1923 година во сиромашно занајчиско семејство. По основното образование завршува само 3 класа граѓанско училиште, пошто му помага на својот татко изучувајќи го на албанскиот занает. Со неполни 17 години се вклучил во редовите на напредното, младинско и револуционерно движење и станал член на СКОИ. Поради неговата активност, Чиро бил уапсен од бугарската полиција и врз него биле применети сурови и репресивни мерки за да се откаже од своите идеи и револуционерната дејност. По почетокот на Народно-ослободителната војна, на албанскиот занает и работилницата на татко му овозможила да контактира и одржува врски со селата од Теквишијата. Во 1942 година е назначен за член на местниот комитет на КП за Кавадарци. Пролетта 1943 година Чиро Крстев станува член на третиот областен комитет на КП, а неговата активност посебно се зголемила за време на подготовките за изфрлање на тектишкиот партизански одред Добри Даскалов. Во почетокот на април 1944 година во Кавадарци, заедно со Димче Мирчев, посадача на партијата, организираат излез од градот на нови борци за втората македонска ударна бригада. Димче Мирчев е роден во Велес 1914 година. Потекнува од сиромашна занечиска фамилија. По завршувањето на основното училиште започнал да го изучува столарскиот занет на татко му. Во 1934-35 година се вклучил во напредното синдикално движење. 1937 година бил уапсен и осуден на 6 месеци затвор. По излегувањето од затвор, оди на работа во Белград, каде се стекнал со богато револуционерно искуство. Во 1940 година бил примен за член на КПЈ, а набрзо потоа и за член на местниот комитет на КПЈ за Велес. Поради неговата партиска активност во есента 1940 година повторно е уапсен и затворен во Прилепскиот затвор, каде го дочекал нападот на Југославија од страна на Германија. Во екот на подготовките за вооружено востание летото 1941 година е секретар на местниот комитет на КПЈ за Велес, а подоцна и началник на војниот штаб во Велес. Останал запаметен во историјата на Велес и Македонија како еден од незаслужните за формирањето на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Во април 1942 година ја врши функцијата заменик командант на одредот. После тешките борби со бугарските полициски сили во есента 1942 година одредот Димитар Влахов претрпел сериозен удар. По наредба на штабот на третиот областен комитет во февруари 1944 година доаѓа во Кавадарци со задача да се собираат и опатуваат нови борци во партизанските единици. Заедно со партиските работници од Кавадарци работел на обасовување на Народно-ослободителното движење од овој крај. Во куќата на Иге Златев на 6 април биле одржани неколку состаноци, средби и договори, бидејќи се подготвувало за минување на поголема група младенци во партизани. Во екот на тие подготовки, пред се поради големата желба и ентузијазам, попуштила будноста кај младите борци. По платнето, Чире и Димче биле известени од местното раководство дека куќата е откриена
и биле предупредени да бидат внимателни и што побрзо да ја напуштат истата. Искусните и храбри борци ова предупредување го примиле сосема мирно. Наместо веднаш да ја напуштат куќата, тие решиле тоа да го направат во вечерните часови и преку паркот да го напуштат градот. Бугарскиот окупатор за кратко време формирал 3 обрачи од полиција и војска и ја блокирале куќата. Борбата започнала околу 17 часот и траела до раните утрински часови. На повикот на окупаторот да се предадат, тие одговориле со рафали од своето оружје. Цела ноќ имало престрелки. Ноќта била единствената шанса младите партизани да го пробијат непријателскиот обрач. Чиро и Димче увиделе дека не можат долго да издржат, па по цена на своите животи се обиделе да го пробијат обрачот. При обид да се пробие во дворот на куќата, прв загинал Димче Мирчев. Чиро свесен за положбата во која се наоѓале и понатаму продолжил да дава силен отпор, чекајќи при тоа погодна шанса да се пробие низ обрачот. Го поминал нискиот зид и кога се чинело дека успеал, смртно бил погоден од непријателски митралес. За својата пожртвованост, омасовување на народно-слободителното движење и големиот придонес за формирање и за цврстување на притиските организации во градот и селата во Тиквешијата, Димче Мирчев е прогласен за народен херој на 2 август 1949 година, а Чиро Крстев на 20 декември 1951 година. Денес, кога со гордост ја одбележуваме годишнината од нивната херојска смрт, се сеќаваме на Чиро Крстев и Димче Мирчев како на храбри борци кои ги положиле своите животи за слобода и посветла иднина на својот народ. Вечна им слава! Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.